Почитувани медиуми, молкот од власта за набавка на пченица по цена 25% повисока од берзанската само го потврдува сомнежот за сериозен криминал, но и дополнително го отвора прашањето зошто владата преку Агенцијата за стокови резерви купува пченица имајќи во предвид дека целата влада само неколку месеци претходно не убедуваше дека нема простор за паника, бидејќи стоковите резерви биле полни. Љупчо Николовски и Димитар Ковачевски бесрамно молчат и не одговараат пред јавноста, зошто Агенцијата за стокови резерви преку 2 тендери набавила 20.000 тони пченица и истата се плаќа дури до 27 денари по килограм, односно 6 денари поскапо од тоа што се тргува на регионалните берзи во моментот. Од објавените тендери на електронскиот систем за јавни набавки на 24.8 и 25.8 оваа година, Агенцијата склучува 2 договори во вредност од 4,4 милиони евра за набавка на 10.000 тони пченица. Едниот со фирмата Агроглобал Трейд од Скопје, а другиот со Кокра Еарт од Тетово. Само месец и половина подоцна, на 4.10 оваа година, Агенцијата повторно склучува уште еден договор со фирмата Кокра Еарт од Тетово за набавка на дополнителни 5.000 тони пченица. И овој пат за сума од 2,1 милиони евра. Само 2 дена подоцна, на 6.10 оваа година, склучува уште еден договор за набавка на 5.000 тони пченица во вредност од 2,2 милиони евра со фирмата Млин Аргулица од Карбинци. Наместо во услови на криза да заштеди, владата се расфрла со парите на граѓаните. Пари кои што можеле да бидат заштедени доколку власта набавеше пченица по берзанска цена, наместо во овој случај дури 6 денари поскапо од реалната. Додека граѓаните живеат во сиромаштија, додека земјоделците се незадоволни од третманот на владата, поради ниските откупни цени и несигурниот пласман на производите, над 1 милион евра од оваа криминална сделка со пченицата ќе завршат во нечии џебови. Љупчо Николовски, наместо да бега и да се крие, мора да одговори пред граѓаните. Зошто владата, кога веќе имала пари, не извршила интервентен откуп на македонската пченица од македонските производители, кој се продаваше по цена од 17 до 18 денари? Дали со оваа набавка од 20.000 тони пченица е извршена целосна пополнетост на стоковите резерви, кои според закон би требало да обезбедат покриеност за 120 дена? Доколку владата навистина се грижеше за македонските земјоделци, тогаш ќе се откупеше македонската пченица и наместо парите да се изнесеа надвор од државата, ќе останеа во државата, ќе останеа кај земјоделците. Почитувани, постојат сериозни индици за сторен криминал, бидејќи Николовски од позиција на министер можел да обезбеди пченица по пониска цена или цена приближна на берзанската, но тоа не го сторил. Концептот кој што го промовира владата предводено од СДСМ за отвореност, отчетност и транспарентност завршува со секој нов криминален скандал на оваа власт, во која се вклучени и високи представници од власта. Токму затоа ги повикуваме надлежните институции да покренат истрага и да испитаат каква е вмешаноста на Ковачевски и Николовски во оваа нова криминална сделка. Одговорност за криминалот мора да има и ќе има, кога тогаш. Со правдата нема компромис. Никој не може и не смее да се богати на грбот на македонските земјоделци и македонските граѓани. Многу набрзо доаѓаат промените и крајот на неспособното владење на владата предводена од СДСМ. Ви благодарам.